Добрый день, меня зовут Кулаков Иван. Добро поподне, се викам Иван Клуков и сум заменик директор на Институтот за нафтена геологија и геофизика, доктор по геолошки и минералошки науки, дописен член на Руската академија за науки. Геофизиката ни овозможува да одговориме на многу прашања. Главно е што се случува внатре во земјата и кои процеси се таму и како тие процеси влијаат на нашите животи. Особено оние процеси кои се поврзани со глобалното затоплување во голема мера се детерминирани од геолошки процеси кои се случуваат внатре во земјата. Знаеме дека Гринланд е покриен со дебел повеќе километарски слој на мраз. Значи во близина на брегот на Гринланд стапката на лизгање на мразот е многу висока. И ова е сосема разбирливо, дури и неколку десетици метри мраз се лизгаат во океанот таму секој ден. И ова исто така разбирливо, бидејќи температурата е многу висока. Водата се провлекува надолу, создавајќи еден вид на слој, добар слој на кој мразот се лизга. Но се покажа дека брзината на мразот е доста висока не само на рабовите, туку и на средината. И зошто се случува ова? Спроведени се и геофизички студии кои покажаа дека под овој мраз дебел многу километри на допир со површината на земјата има вид на длабоки езера кои се во централниот дел на Гринланд. Значи прилично едноставните пресметки на топлинскиот флукс покажува дека при нормален топлински флукс не треба да има такво топење на мразот. Мислам, всушност мразот треба добро да се замрзне во земјата и температурата да биде под нулата. Во нашиот случај има некаква аномалија таму, затоа заедно со нашите колеги од Германија решивме да откриеме што се случува таму. И она кое го имаме е геофизичка метода. И ова метода се нарекува сезмичка томографија. Ги земаме необработените податоци од сите земјотреси ширум светот, потоа ги дешифрираме овде сите овие информации и на крајот можеме да ја одредиме основната структура на земјата под различни региони во различни размери. Така направивме ваква работа и свативме дека под централниот дел на Гринланд има аномалија со намалени брзини, што пак ни кажува дека таму има покачена температура. Зошто има покачена температура? Тогаш почнуваме да ја истражуваме историјата на овој регион, ги разгледуваме областите каде што нема мраз, каде што можете да ги наблюдувате излетите на карпите, например. На западната страна и на источната страна гледаме манифестации на вулканизам. Тој вулканизам се случил таму пред околу 40 до 50 милиони години и сваќаме дека овој вулканизам е трага од жариштето кое се движило под Гринланд. И сега тоа жариште не е ништо друго освен Исланд. Така излегува дека всушност не се движило жариштето, туку плочите што се движиле над жариштето, што останало на своје место, значи има мантија. Во ова мантија има млазници. Еден од овие млазници, например, е жариштето на Хаваите. Другото е Исландското жариште и над овие млазови има некако грудки од литосферата кои лепдат како да се ледени плочи. И кога овој млаз ќе помине под оваа ледена плоча со горува, трага на оваа литосфера и се случува вид на истенчување во литосферата. Всушност ова жариште, Исландското жариште, според некои мислења, се верува дека е старо околу 250 милиони години и кога се формирало, се издигна на површината на земјата во форма на голема печорка. И кога ова печорка дошла во контакт со литосферата, што се случило пред околу 250 милиони години во таа област на Сибирската плоча, значи дека била во областа на Норилск. Така, нејзината централна точка предизвикала испуштање на милиони до кубни километри базалтни лави кои целосно го променија целиот екосистем на нашата планета. Ова доведува до исчезнување на 90% од сите животни видови на земјата во тоа време. Со други зборови, тоа беше најтешкото истребување во целата историја или барем во поновата историја на земјата. После тоа, оваа појава, или подобро кажано, главата на оваа перја си ја заврши работата со нејзиното стебленце, што изгледа не е толку опасно, а над него лепдеа плочите, делумно имаше излевање на големи
базалти на стыка, где раскрсницата каде што Атлантскиот океан преминува во Арктичкиот океан. Потоа Гренланд лебдеше кон ова жариште, едниот рап на тоа жариште помина под Гренланд, а потоа заврши околу Исланд. Значи, во суштина, ако погледнеме од оздола во површината на литосферата на Гренланд, може да видиме еден вид на ров формиран во неа. Соодветно тоа, овој астеносферен материјал кој има повисока температура се покажува дека е поблиску од површината на нормалното и оваа континентална литосфера. Затоа овој топол материјал предизвикува температурниот градинет во овој случај да се зголеми, а топлинскиот флукс на оној што го наблюдуваме сега под Гренланд е висок. Природно мразот таму се топи, природно овој мраз се движи побрзо и во централниот дел и околу Работ. Така тука веднаш се поставува прашањето со оглед на моменталното глобално затоплување и сето тоа Гренланд ќе се стопи и тоа апсолутно ќе доведе до катастрофа. Мислам, нормално дека нивото на морето ќе се подигне и така натаму, значи сето ова се случува токму сега како да е предизвикано од човечка активност. Па се разбира, тоа апсолутно не е точно, бидејќи зборувам за процеси кои се одвиваат десетици милиони години и тоа е прилично рутински процес кој трае многу подолго отколку што постоело човештвото природно. И тоа е многу поинаква временска скала и всушност тој мраз, тој снег кој Гренланд го акумулираше во претходните епохи, беше сосема доволен за да се компензира таа брзина на движење на мразот во океанот. И мислам, ова акумулација или намалување на мразот нема никаква врска со нашите проблеми со глобалното затоплување.